Здраво, јас сум Мина, а ова е Лео. Лео е француски булдог, година и 7 месеци. Го земавме бидејќи многу сакаме таа раса и многу сум среќна што сум дел од шоуто. Па за оваа раса се одлучивме бидејќи мојот вереник и неговата фамилија долго време чуваа француски булдог Даглас и го имам запознаено и многу беше среќно куче, сите карактеристики кои ги сакаме за едно куче. И кога решивме да живееме заедно, сакавме да имаме наш миленик и така дојде Лео. Многу ми се свија што е дружелюбив, токму за мојот карактер бидејќи не сум премногу активен човек и мислам дека го погодив правиот избор за мене. Кога веќе се одлучивме 100% дека ќе земеме наше кученце, истражував на YouTube, читав разни статии, прашав луѓе кои имаа француски булдози, меѓутоа секој има свое искуство и се зависи од кучето. Имаат заеднички карактеристики, нормално, како и секоја раса, меѓутоа мислам дека секое куче си е свое и многу ми е мило што си кликнавме онака карактерно. Пресудно за да избереме француски булдог искрено беше тоа што повторно ќе кажам дека имав искуство до одреден степен со француски булдог. Пред Лео јас се плашев многу од кучиња. Значи јас се плашев од најмалечко до најголемо куче, домашно, улично, без разлика. И мислам дека бидејќи го запознав Даглас, сватив дека ова може да биде куче за мене, едноставно стравот ми помина и сакав да имам такво куче. Сега имајќи го Лео, сватив дека не се плашам веќе од кучиња, ги сакам сите кучиња, едноставно ми отвори нов свет кој претходно искрено да ви кажам, значи не го ни знаев. Многу значи се плашев од кучиња. Многу сум благодарна за тоа. За Лео ми кажа Марко, бидејќи на Инстаграм видел дека кучето се продава. Е земено од таткото страна, значи го имавме видено веќе ние таткото на Лео Арк од Куманово, а мајката е од Скопје, Дина. Видовме слики од мајката исто така. Значи прво бирано е, не ни беше важно дали ќе е машко или женско, едноставно го видовме на слики, го има објавено, ни изгледаше прекрасно, сакавме да го запознаеме, разговаравме со човекот кој го имаше, се договоривме и ни го донесе. Откако го донесе дома, кај нас да го видиме, значи јас искрено плачев и тоа беше правиот избор, знаев дека Лео е за нас. Добивме совети, значи од таткото на кучето, односно од сопственикот на таткото на кучето, за тоа каква храна му дава, како го шета, каде го чува, каков е неговиот темперамент, што да очекуваме. И да, тоа беа сите супер совети, меѓутоа како што си одеа работите, сами си се привикнувавме и си правевме своји навики кои не одговараат на нашиот карактер и стил на живење. Лео го земавме со педигре, со вакцини и пасош, чипиран исто така, и не праша по телефон како сакаме да се вика кучето и ни кажа на буквата Л. Не размислувавме за неговото име претходно, едноставно така во моментот одлучивме да се вика Леонардо, всушност му е правото име. Меѓутоа ние го викаме Лео и мислам дека скрос му одговара на неговиот карактер. Ама да, беше со целосна вакцинација, чипиран, со пасош. На почетокот кога го земавме, значи нормално додека се навикна каде треба да оди во тоалет, тие основните навики беше малце тешко, меѓутоа бидејќи имаме двор, мислам дека за нас беше малце полесно, секој пат го носевме во двор, така да прилично брзо научи. Така да мислам дека тоа е олеснителна околност ако живеете во куќа или во стан.
Кога беше мал, Лео го шетавме повеќе, значи повеќе го вадевме во двор, го шетавме во околните паркчиња, за да научи да оди на поводник, да видиме како ќе се однесува со други кучиња, и имаше повеќе потреба за да оди надвор. Сега го шетаме 2 пати, на сабајле и навечер. Зимно време може и да излеземе повеќе пати ако има снег или зависи. Летно време го шетаме малце порано и малце покасно, дека француските булдози се прегреваат и многу е важно да не е на премногу жешко време. Да го опишам со 3 збора, вау. Го размислував ова прашање искрено и не знам дали можам со 3 збора. Мислам дека Лео можам со многу зборови да го опишам. Ако морам да изберам 3, тоа би било паметен, лојален и активен. Активен за француски булдог, бидејќи сум видела француски булдози кои не можат толку долго да издржат. Сепак е издржлив за неговата раса. Доста долго трча, сме се качиле на водно, немало никаков проблем, да ви кажам искрено, се качи пред мене на водно, така да. Тие се трите збора кои ги избрала за Лео. Од многуте. Супер прашање. Живее со нас, ние живееме во стан и имаме и двор. Лео живее со нас во станот. Нема свој бокс, меѓутоа од мал го научивме да спие сам, да знае кој е негово место и го оставаме кога ќе сме излезени сам дома и морам да пофалам дека никогаш ништо не направил погрешно. Значи многу ми е мило од мал што го научивме така. И тоа беше совет на Марко, бидејќи со претходното куче направиле некои грешки да спие со нив, па после имале проблем да го остават сам. Сакавме од старт да ги фатиме работите правилни, да може да имаме и ние свој живот, а и кучето да се осеќа безбедно и сигурно и дека не е напуштено ако е само дома на неколку часа. Мислам дека е многу важно за новите сопственици, особено со малите кучиња, да не ги оставаат да спијат со нив во кревет, во спална соба, да имаат кучињата свое место кое ќе го знаат како нивно и за да не се осеќаат дека се напуштени, да ги оставаат по кратко време на почеток сами дома, за после да можат, например, да излезат, да се до маркет, кучето да е дома без никаков проблем. И за нив, и за нас е многу подобро и полесно. Да, го облекувам, особено во зима, му ставам јакничка, дукс, искрено повеќе за себе, мене ми е интересно да му купувам такви ствари, му ставам бандани, интересни украси, ама на лето не го облекувам, значи мора да биде слободен. Беам да го шетам често под сенка во одреден период од денот или кога сме во Охрид, одиме на плажа често, секако под сенка со чадор и му дозволувам да влезе во езеро да плива, сака многу да плива. За исхрана вака, кога го земавме ни беше препорачано да му даваме зрнеста храна, му дававме специфично за неговата раса за француски булдог. Меѓутоа, како што поминува времето, јас одлучив дека подобро е да се осврнеме кон разновидна храна, така да сака месо, сака варен компир, сака таква храна повеќе од кучешката. Мислам дека тоа е правилно според мене. Јаде, му давам 2 пати на ден, значи сабајле и навечер. Немам нека одредена грамажа, зависи, искрено се осврнувам според танирчето, тоа ми е како еден индикатор колку треба да изеде. Француските булдози имаат кратко крзно, го носиме на груминг еднаш месечно или на 2 месеци, зависи. Исто така дома го чешламе со гумена широка четка, му ставаме кокосово масло, мислам дека тоа е многу добро за неговото крзно и многу е важно да се одржува хигиена, особено на лицето, бидејќи имаат брчки, и онака треба да биде чисто. Та лае кога некој ќе дојде на врата, ако е непознат, ако слушне звонче или ако има мачки во двор, лае. Многу сака луѓе, значи кога ќе дојде некој на гости многу се радува и веднаш носи играчка за играње. Исто така надвор многу сака кучиња, не лае, не се става со лаење на кучиња, не сме имале некој проблем од страна на Лео. Би сакала да поработам и мислам дека треба да работиме на тоа, кога ќе е пуштено синџирче, да не трча директно кај куче за играње, бидејќи тоа може да не биде перцепирано така од другата страна, така да мислам дека треба да работиме на тоа. А за деца,
Не сме имале премногу големо искуство со внука ми, сме имале искуство, ама е супер со деца, игрифе, значи дозволува да го галат, интересен им е и тој нив и тие него. Мислам дека не сме имале никаков проблем за тоа. Не сме работеле со дресер, а би сакале и мислам дека има потреба од тоа за, како што кажав, малце да се намали таа реактивност која не е негативна од страна на Лео, туку повеќе е за играње. Работиме со него, мислам дека треба малце повеќе да работиме од тоа што сме работеле. Сметам дека стварно е паметен и дека треба малце повеќе да посветиме во тој поглед, така да дефинитивно планирам да разговарам со дресер и малце да ми посочи за кои работи правам погрешно додека го шетам, кои работи се супер кај Лео, на што треба да се работи повеќе. И мислам дека кога имаме кучиња, секогаш треба да работиме, не престанува процесот на работа на кучиња, не ќе порасне куќето па готово, куќето е формирано, треба постојано да си работиме со куќето. Не сум сигурна дали имаат неговите родители. Меѓутоа Лео нема. Кога би се одлучила понатака за парење или за нешто, секако би направила се што е потребно. Не сме имале се уште легло, има година и 7 месеци, размислуваме за легло, меѓутоа се уште е рано, па ќе видиме. Сме биле еднаш на изложба кога беше бебе, само да видиме какво е чувството и што точно се бара од нас. Не сме го носеле повеќе од тоа, бидејќи го земавме за миленик, не за изложби. Може би размислија за изложба, ама искрено, не знам, го земав Лео да е миленик, а не да го правам за куќе за изложби. Совети за први сопственици, и мене Лео ми е прво куќе, значи јас сум прв сопственик. Да размислат точно за расата која сакаат. Ако се одлучиле за француски булдог, да направат истражувања, да гледаат видеа на YouTube, да читаат повеќе за таа раса, што е позитивни и негативни карактеристики во однос на здравствени карактеристики. Некои од француските булдози имаат здравствени проблеми, најчести кои се среќаваме се со кожа, со дишење ради нивниот нос. Меѓутоа, ако се одлучиле дека сакаат миленик кој е пријатен, кој е добар за востан, добар за со деца од мое искуство и не е премногу активен, е супер за нив. Ако станува збор за луѓе кои сакаат да трчаат маратони или кои се премногу активни луѓе, мислам дека треба да разгледаат и други раси, бидејќи сепак француските булдози не се премногу активни кучиња. Освен француската, сакам Бостон териер, мислам дека личат на французите, така да малце сум пристрасна за тоа. Други раси кои ги сакам, искрено, многу сакам Ротвајлер. Не знам зашто, ама многу ми се добри и знам дека е спротивност и многу далеку од француските пудози, меѓутоа многу сакам Ротвајлери и ако некогаш имам можност би чувала.